Основното музичко училиште Ристо Јуруков конечно ќе добие ново пијано, за што постапката за набавка е во тек. Трошокот за купување на инструментот ќе го покрие општина Кочани од сопствениот буџет, со оглед што таа е основач на училиштето и со тоа е надлежна за неговото функционирање. Проценетата вредност на набавката изнесува над 630.000 денари, без трошоците за данок на додадена вредност. Токму така, ние ги слушнавме апелите на граѓаните, на стручните лица, дека на општина Кочани му недостасува професионално пијано, односно полуконцертно пијано, нешто што на вистина и ние сами заклучивме дека има потреба од таква реализација и како што знаете, на еден од советите во минатиот период донесовме одлука, односно добивме согласност за набавка на полуконцертно пијано, за кое што, како што рековте, во тек е јавната набавка и очекуваме стручните служби, фирмите кои што ќе се пријават во следниот краток период да биде извршена и набавка, која што набавка очекуваме да биде реализирана до крајот на ова година, бидејќи средствата се веќе резервирани и планирани за тој проект. Полуконцертното пијано е прва поголема набавка од таков карактер во Кочанското музичко училиште, што со години наназад се најавуваше, но немаше практична реализација. Неопходноста од инструментот е повеќе од очигледна, бидејќи единствениот таков инструмент е амортизиран и често се чека на поправки кои чинат и пари и време. Сепак, состојбата во која се наоѓа сегашното полуконцертно пијано не им овозможува на учениците и гостите музичари соодветно да ги изведуваат музичките дела. Затоа набавката на комплетно нов инструмент е повеќе од оправдана и неопходна, особено што Кочани има повеќе децениска традиција во школувањето млади кадри, уште со основањето на музичкото училиште пред повеќе од 60 години. Потребата беше согледана и пред 7 години, кога концерт во Кочани одржа македонскиот светски познат и признат пијанист Симон Трпчевски, при што парите што беа собрани од влезниците, тој ги остави како негова донација за набавка на професионално пијано. За жал, парите не се потрошија за таа намена, а тогашната локална власт никогаш не соопшти за што точно биле потрошени или пренаменети и покрај неколкути инсистирања на седниците на Советот на општината. Единственото оправдување тогаш беше дека се чекаат уште 4 милиони денари од државниот буџет за купување пијано, но и тие пари од државата исто така не дојдоа. Како и да е, со сегашната набавка на новиот инструмент во музичкото училиште ќе се создадат поквалитетни услови за обука на учениците, но и за јавни настапи и концерти на домашни и музичари од страна. Тендерската постапка за купување на инструментот е во тек, а крајниот рок за поднесување пријави од заинтересираните фирми добавувачи е до 29 ноември.